Ако светот има 7 светски чуда, ако Рим е изграден на 7 рида, Велес има 7 местности и мала кои се надалеку познати и опеани. Дали добро ја играме играта асоциација? Ќе го прашам веднаш господинот Марко Колев, градоначалник на Велес. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Добри ли сме со асоциациите кога е Велес во прашање? Па да, голем дел од работите ги спомнавте веќе. Велес и за Велес има многу да се зборува, но секогаш првите работи се дека е градот на гимиджиите, познатите наши сограѓани кои што се бореле за Слободна Република Македонија и кои што направиле тоа да цел свет и цела Европа дознае за нас. Не може да не се спомне Кочо Рацин, еден од најголемите поети во Република Македонија. Го спомнавте и вие, мислам дека и Джино Васик Вавинов, но секако и Панко Брашнер и многу други познати личности кои што потекнуваат од Велес и ние сите велешни се гордееме со тие личности. Но има уште многу други работи кои што се добро познати и во Македонија, а потекнуваат од Велес. Тука е реката Вардар, тука се многуте бројни мостови кои што се на таа река. Спомнавте за гастрономијата, за убавата пита пастрамелија, за убавата храна, за топлиот народ, за архитектурата. Имате ви многу убава храна, не е само пастрамелијата. Па да, искарата и многу други. Едно познато велешко мезе. Па ѓомлезата тука, да. Ајде вака, бидејќи сте официјално татко на градот, уште еден мандат, втор мандат терате, се продолживте практично, не започнавте, туку продолживте практично да функционирате онаму каде што подзастанавте за време на изборите и прво што направивте се јавните расправи со граѓаните и баравте одговор на прашањето. Вашето мислење е важно. Па добро, мислам дека немаше ни застој туку. Јас некако се потрудив изборите да не влијат на работата на општината. Мислам дека тоа е најправедно и сите работи кои што си беа тековници се продолжи да се работат и во тие 20 на дена од кампањата, но и предходно кога се припремавме ние за локалните избори кои што завршија пред 2-2,5 месеци. Да, секоја година општина Велес во неколку фази носи буџет. Тој буџет, чинам дека неколку дена пред новата година беше донесен, кој што историски најголем и многу е значаен, но претходно имаше голем број на јавни расправи кои што граѓаните имаа можност преку здруженија, преку невладина организација, директни контакти, но и преку местните и урбаните заедници да продискутираат за тоа што ги мачи и како сметат дека секојдневниот живот на велешани може да се подобри. Така да имавме ние доста јавни расправи, состаноци и, како што кажав, буџетот е донесен, се носи во 2 фази. Тоа беше нацрт програми и предлог програми. Имаме многу убави работи што ќе ни се случат во 2026 година. Некои веќе и се случи, ние пред неколку дена имавме и прекрасен концерт комунитарен кој што втора година го организираме, така да ни следи одбележување на Свети Трифун, 2 театарски фестивали во областа на културата, рацинови средби, детски рацинови средби, питијада, многу инфраструктурни проекти, многу зелени, многу цветни аранжмани, многу чистота и секако посветена администрација и градоначалник за подобро на Велес и велешани. Верувам дека е така како што кажувате, од се ова што го набројавте, не го спомнавте паркинг просторот. Па добро. Ќе правите или веќе нешто правите кога станува збор за паркирањето? Тоа морам да прашам затоа што секаде е тоа хроничен проблем веќе. Кажавте дека кои градови на колку рида е направен, Велес е на 2 рида направен, поточно изграден и ние за жал имаме само 2 улици кои што се главни и централни, ни прават веќе со зголемувањето секојдневно на колите кои што се повеќе се купуваат и се повеќе коли имаме во Велес, да имаме проблеми и со сообраќајот, но и со паркирањето. Затоа
Со соработка со владата на Република Македонија, веќе сме во длабока фаза на изградба на еден од најголемите капитални проекти во поновата историја на општина Велес. Тоа е пред судот изградба на подземна катна гаража на 3 нивоа со над 100 паркинг места и плоштад. Нема да го задушиме просторот, нема да одиме во височина, туку ќе се биде на платото пред на судот и ќе имаме еден современ паркинг. Во меѓувреме направивме во последните 6 месеци други 2 паркинзи кои што се во близина на централното градско подрачје. Тоа е зад кеот, потоа новиот ке на реката Вардар, и деновиве го пуштаме во употреба уште еден паркинг кој што е веќе завршен, мислам дека хортикултурно се редува. Поранешната зграда на театрот која што е срушена, веќе почињаат нашите сограѓани да се паркираат. Имаме наредено бекатон, хортикултурно уредено или уште нешто треба да се дореди и треба да се обележи за да се стави во функција. Така да во централното градско подрачје покрај подземната катна гаража, покрај овие 2 паркинзи имаме уште неколку паркинзи кои што ќе бидат ставени на располагање на граѓаните на општина Велес. Подземната катна гаража е еден од капиталните објекти кои што ќе се зафатите за трајно решавање на проблемот со паркирање барем во централниот дел на Велес. Кога станува збор за реконструкцијата на улиците и патиштата, во моментов мислам дека дел од локалните патишта ги привршивте, ги завршивте или ги реконструирате? Па добро, ние и изметите 4 години не ветувавме чуда и не зборувавме дека ќе направиме чуда во нашиот град, туку зборувавме цело време дека ќе подобриме и подземната инфраструктура, но и патната инфраструктура. Кога зборувам за подземната, мислам на водовод и на одвод, дополнително целосна реконструкција на голем број на патни правци. На стотици се проектите кои што ги работевме во делот на асфалтирање, бекатони или бетонирање, заради тоа што, како што го видовте, Велес е специфичен, не секаде можеш асфалт да ставиш, не секаде може бетон да ставиш, поточно бекатон да ставиш, некаде мора да се работи и со бетон заради тоа што не може ниту машините да стасаат до тие места заради тесните улици, ниту па може да се нанесе асфалт. Ние оваа година влегуваме амбициозно, дел со наши средства, но секако и со дел од средствата кои што ги добивме од државата со реконструкција темано на голем број на улици. Ќе се работи на улицата Васил Ѓоргов, тоа е во Велес познатите кривините на Кикојник. Сега во моментов се заврши плоштад Којник, едно прекрасно место кое што го редивме. Улицата Васиговинов, улицата Алексодрински Бауман од општината кон железничката станица, 11 октомври пред Кам, улицата Белградска втора фаза каде што денеска објав дека се работи на 2 до 3 подпорни ѕида, но имаме и одвоено финансиски средства и за други улици кои што се во периферните делови на нашиот град. Скоро во сите села ќе работиме во делот на подобрување на патна инфраструктура. Ќе се вложат сериозни финансиски средства во подобрување на патната инфраструктура од Отовица кон Сојаковари, тоа се неколку километри кои што ќе бидат реновирани, потоа реконструирани. Долго очекуваниот пат од Чолошово на Кидорутовец и тој ќе биде 2026 направен, но сега ќе се вложи и во Карасари, и во Иванковци, и во Мучево, и во Башино село, и во другите населени места каде што општина Велес има надлежности, има ингеренции. Така да за дел од овие проекти веќе имаме и фирми одбрано, имаме надзор, имаме воведва работа. Очекувам дека со подобрувањето на временските услови, претпоставам дека тоа ќе биде после 20 јануар, да се почне интензивно да се работи на многу локации во нашиот град во делот на патната инфраструктура. Така да 4 години работевме интензивно и овие 4 години ќе работиме интензивно. Мислам дека значително ќе подобриме патната инфраструктура на цела територија на општина Велес и во централното градско подрачје, и во периферните делови, но и во нашите прекрасни села што ги имаме. Кога го споменавте Башино село, морам да ве прашам, мислам дека е во тек реконструкција на подрачното училиште таму. Добро, следите, значи објавив јас дека пред неколку дена заврши реконструкцијата на основното училиште, поточно тоа е подршно училиште на Панко Брашнар, кој се наоѓа во Башино село. Навистина таму имаше нехумани услови за одвивање на воспитно-образовниот процес за нашите деца и на секако за наставниците. Смогнавме сили,
го реновиравме целосно школото и веќе втората половина, потоа што вториот дел на учебната година, децата ќе имаат навистина убави услови за работа. Но тоа е само едно училиште, ние имаме сериозни планови да го подобриме воспитно-образовни процеси во село Иванковци, во село Квуковец и во други населени места каде што со години верувате не се чепнало ништо. Во изминатиот период се реновираше школото во Црквино, но и сите школи кои што се под територијата на општина Велес, каде добие фасада, например, Пакон Баштар доби кров, фасада, фотоволтаици поставивме секаде, така да навистина многу вложуваме во образованието, заради тоа што децата заслужуваат посебен однос од страна на општините и градоначалникот. Затоа и најавивте дека следната учебна година ќе имаат нови училишни униформи. Да, тоа веќе е вградено во буџетот на општината. Веќе во секоја школа има одредена сума на финансиски средства кои се резервирани за оваа намена и очекуваме 3 до 4 парчиња гардероба унифицирани, дечињата од 1 до 9 деление да ги добијат. Се радувам и јас на тој момент и ако сакав тоа да го направам многу порано, имаше некои други приоритети кои што ме спречија, но еве сега најавувам од ова место дека учебната 2026-2027 сите дечиња во сите основни училишта во нашиот град ќе добијат униформи. Тоа беше и барање на голем број на родители, но и мислам дека треба тоа да го направиме заради тоа што за жал поделбата и што од рани нози се истакнува, но ова ќе биде пример. А и за родителите е полесно, верувате ми, знам, едно од моите деца го фати периодот кога се носеа униформи, па беше одлично. Ја не знам, а мислам дека супругата добро знае. Пошто јас имам 2 малолетни деца кои што се во образовен процес. Неа ќе и олесните и тоа многу. Пред крај на разговорот сакам да прашам, вложувате и во спортот и во рекреацијата и се грижите и за здравиот живот на граѓаните на општина Велес. Многу спортски игралишта во изминатиот мандат најавувате и нови, но најавувате и подобрување на инфраструктурата и осветлување на игралиштата кои што веќе постојат за да можат во летниот период младите луѓе да ги користат. Навистина се вложи многу во, можем да кажем, рекреативниот дел во делот на спортски комплекси, спортски игралишта. Не знам точно каков е бројот, но верувате, ни секаде, ни зградот и во населените места веќе постојат овие спортски терени, со тоа што вложуваме и во реконструкција на спортските сали. Во изминатите 4 години реконструиравме 3, но оваа година ќе се случи најголемата инвестиција во спортската сала Гимиџи. Тоа е големата спортска сала која што после 30-40 години невложување оваа година ќе добие одредена реконструкција. Мислам дека на 25 милиони денари ќе се вложат во спортската сала. Ќе се одржуваат веќе постоечките спортски терени во Превалец, во Дворови, зад гимназијата моментално се работи. Пред нова година се осветли теренот зад гимназијата, во близина на автобуската станица се поставуваат камери, видео надзори за да го штитиме таа опрема, така да и ќе продолжиме во наредниот период. Идејата е во наредните 4 години да секој населено место, зборувам секој село, да имаат барем едно детско катче или спортски терен каде што децата ќе уживаат и ќе се рекреираат. Масовно се посетени, тоа ми беше и првичната идеја, да ги извадиме децата надвор од дома и од пред телевизор, но телевизор веќе не се гледа, туку од пред телефони и пред компјутери, да ги изнесеме, да се држат и да се забавуваат. Верувате дека и сега и во летниот период масовно се користат. Може уште многу да зборуваме, ама времето ни изминува. За крај морам да ве прашам едно клише прашање, ама многу сакам да го слушнам одговорот од градоначалникот. Чија пастрма или е поубава, штипската или велешката? Нема тема за разговор, велешката. Колев, многу заради тоа што само во Велес има пастрама, затоа се веќе пастрамалија, така да ги поканувам сите граѓани на Република Македонија да ги посетат прекрасните ресторани во Велес. Сега да дојдат и на питијата кој што организираме стандардно втората недела во октомври на
прекрасна пита и прекрасно македонско вино. Колев, многу ви благодарам за денешното за гостување. Ќе се видиме и во следниот период, Со задоволство. кога ќе почне онаа градежна офанзива која што веројатно сите градоначалници одлично ќе ја искористите, бидејќи имате многу што да направите од она што го бараат А и граѓаните. поискусни сме се у секој случај сега. Се разбира. Се разбира. Ви благодарам уште еднаш.